Добре дојдовте во темата на неделата. Украинската православна црква е блиску до добивање автокефалност директно од Цариградската патриаршија. Може ли и Македонската православна црква да го фати истиот воз? Украинската православна црква уште од распаѓањето на Советскиот сојуз се бори за автокефалност. Оваа битка се интензивира по руската анексија на Крим и конфликтот во Источна Украина. Сега е блиску до таа цел, но тензиите се зголемуваат. Руската православна црква прави се тоа да го спречи. Сепаратистичкиот конфликт во Украина ги разгоре и тензиите меѓу руската и украинската православна црква. Критичарите на Московската патриаршија тврдат дека таа ги поддржува сепаратистите, им помага во складирањето оружје и го оправдува рускиот експанзионизам. Од друга страна, критичарите на Украинската црква, патриархот Филарет го нарекуваат Киев патриаршија и го сметаат за нелегитимен. Тоа доведе и до насилни судири на ривалските фракции за црковен имот. Владимир Легоида, портпарол на Московската патриаршија, изјави дека една од нивните цркви во Источна Украина била насилно превземена од, како што рече, шизматичка организација. Политические силы Украины руководствуются политическими амбициями и пытаются существующую политическую ситуацию, в том числе и низкий рейтинг президента, каким-то образом изменить. Патриархот Филарет беше распуштен и екскомунициран од Руската православна црква, а неговите противници го обвинуваат и дека бил агент на КГБ, дека имал тајно семејство и оти проневерил пари. Но повеќе од 25 години тој ја предводи битката на Украинската црква за самостојност и за одвојување од руската по распадот на Советскиот сојуз. Сега е блиску до остварување на таа цел. Но якщо я 26 років боровся за автокефалію Української церкви і вірив в те, що вона буде, то, звичайно, поки Бог дає сили, я буду до кінця служити Українській церкві. Поделбите меѓу Украинската и Руската православна црква се заострија по руската анексија на Крим во 2014 година и избунувањето на сепаратистичкиот бунт во Источна Украина, кој е поддржан од Кремљ. За украинскиот председател Петро Порошенко, независноста на црквата е начин и за намалување на руското влијание во Украина. Москва хоче і робить все те, щоб в Україні виникла релігійна боротьба між Київським патріархатом і Московським. І тим самим дати привод для зовнішнього втручання. Филарет оценува дека Украина е на неколку недели од својата цел и оти светиот архиерејски синод во Истанбул ќе ја одобри автокефалноста до крајот на годинава. Руската православна црква протестираше, а во минатиот месец ја прекина комуникацијата со синодот во Истанбул. Ако се избори за автокефалност, ќе биде тоа чудно патување на патриархот Филарет, кој некогаш беше во служба на Руската православна црква, а по независноста на Украина почна кампања за осамостојување. За време на Портокаловата револуција тој застана на страната на демонстрантите, а неговата црква им даде за солниште на повредените, оценувајќи дека местото на Украина е во Европа, а не во Русија. Путин сака да се врати во минатото, во периодот кога постоеле царства, изјави Филарет во едно интервју. Може ли Македонската православна црква да се надева на сличен развој како со Украинската црква и да добие автокефалност директно од Цариград? МПЦ исто така со децении се бори за независност. И иако двата случаи не се исти, сега е добар историски момент, велат познавачите.
Не може да се постават остри паралели меѓу руско-украинскиот и македонско-српскиот црковен спор, но тоа што Цариградската патриаршија се ангажира во решавањето на проблемите раѓа надеж дека Македонската православна црква конечно ќе може да добие автокефалност. Дел од домашните аналитичари изразија надеж дека Македонската православна црква може да го фати украинскиот воз и да добие автокефалност директно од Цариград. Отец Бобан Митевски од Православниот богословски факултет во Скопје вели дека Вселенската патриаршија во Цариград има право апелативно да учествува во разрешувањето на споровите. Тој посочува дека случаите со украинската и со македонската црква не се исти, но оти ова е најдобриот историски момент кога може да дојде до решавање на македонското црковно прашање. Она кое што во моментот го кажуваме дека се надевам и со оној евангелски оптимизам кој што ми го дава Христос со неговите зборови. Тропајте и ќе ви се отвори, барајте и ќе најдете, викајте и ќе ви се отповикаат. Тоа ние го правиме од 1958 година, еве годинава славиме 60 години од тој историски втор црковно народен собор, кога беше обзнанено возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. И тој оптимизам не умре, никогаш не прекина и мислам дека овој момент историски е најдобриот кога се отвори и можеби да се очекува најпозитивен исход нели на ова прашање. Портпаролот на Светиот Синот на МПЦ, митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј, неодамна изјави дека процесот за признавање на Македонската православна црква Охридска архиепископија преку Цариградската патриаршија е отворен. Дали ќе биде Српската православна црква или некој уште со неа согласна или не согласна, нас тоа не треба да не многу вознемирува, затоа што ова не го решаваме ние, туку го решава Вселенската патриаршија, која што е прва по чест, но не само по чест, значи има и по некоја власт, ако си прв. Премиерот Зоран Заев пак неодамна рече дека на политички план во регионот се случува градење пријателство од сите аспекти. Јас се надевам дека навистина и во православните цркви и помесните цркви овде во регионот ќе се гради тоа пријателство, заради тоа што на крајот се работи за цркви кои што им служат на православните верници во целиот овој регион. Не сакам да си дозволам да навлегувам во вакви прашања, јас можам само да охрабрам и да испратам апел да гледаме низ призмата на пријателството, соработката и бенефитите од таа соработка. Македонската православна црква, но и премиерот Зоран Заев во изминатиот период побараа од Вселенската патриаршија да посредува да се реши македонското црковно прашање. Српската православна црква пак смета дека тоа прашање не може да се реши преку Цариград. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. Вашите мислења и коментари се добре дојдени. До гледање.